od moj jagol. Mislim, znači postojam. Ако мачи нешто што се наоѓа длабоко во душата, мора да се биде свесен дека ќе се помине боцкавиот пат на исцелување. Може би ќе почне со просто менување на обичните нешта, на тоа што се жали или на она што се забележува кај некој друг. На некој начин проблемот избива на површината и се зазема одреден став кон него. Со тоа се отвора и ново видување пред идното и се тргнува по патот на осознавањето. Љубомората е дел од патот и сето она што тој пат го носи со себе од мој јагол. Љубомората е дел од секојдневието. Ретко кој од неа може да избега. Кога таа напаѓа, најдобро ќе се надмине ако се спротистави што поотворено. Дали ова сте го почувствувале на кожа, во кои случаи, тоа е друго прашање. Сепак, не се губат нерви поради ситни нешта, зашто се сваќа од тие само ситни нешта што обкружуваат, го прават животот и подинамичен и во некој случај попрактичен. Од љубомората не се бега, и таа е секаде. Ке се надмине ако и се спротистави колку што е тоа можно во дадената ситуација. Обземените од љубомора не се во состојба трезвено да размислуваат за своите постапки. Окупирани од страдање, постојано во мислите ги претресуваат како луѓето, така и настаните. Важно е да се осознае сопствената љубомора. На овој начин всушност се признава дека и вие сте љубоморни. Веројатно поради тоа се чувствува вина, но треба да се потсети дека кога се свртува грбот, ретко се успева да се спречи ударот. Болката, предизвикана од љубомората, почнува да попушта дури откако ќе се свати дека тоа е нормален дел на созревањето и многу пати може да биде клуч на подобро сопствено разбирање. Ако мачи нешто што е длабоко, мора да се биде свесен и да се истера одвнатре. Тоа започнува со просто менување. Често некој пријател, познаник, па дури и обична книга, може да отворат едно ново видување за себе и за светот во кој се живее. Понекогаш интуицијата се чини смешна и не се разбира сосема. Може би во моментот се чини дека решението од љубомората е едноставно, но неприфатливо за начинот на размислување. Треба да се смени кодот, би рекла, а не сака да се стори тоа, бидејќи отпорот е голем и едноставно неподнослив. Треба да се свати навреме дека оваа реакција е само доказ кон вистинскиот потребен пат што треба да се измине. Љубомора. Што е тоа? Нетрпеливост кон нешто, кон некого или многу повеќе. Нетрпеливоста е вид на отпор, како кон учење, така и кон менување. Ако се сака промена веднаш, тогаш не се остава време да се проучи низата врзана за проблемот што мачи. Ако се сака премин од таму до онаму, тогаш мора прво да се стане и чекор по чекор да се напредува. Исто е и со душата. Се сака што побргу да се ослободи од проблемот што тишти, но нема подготвеност да се направат сите работи кои заедно ќе доведат до единственото решение. Тоа постои за се. Потребно е да се научат и осознаат работите кои се знаат, но треба постојано да се повторуваат. Во вакви случаи отпорот е во полн замав и тогаш не треба само да се открие, туку треба да се погоди целта и да се дојде до вистината. Она од што се сака ослободување е само симптом и надворешна манифестација. Кога волјата и дисциплината ќе попуштат, симптомите повторно се враќаат. Токму затоа мора да постои потенцијал да се ослободи од потребата како прв чекор назад. Кога потребата ќе исчезнат и негативните животни навики, а со тоа и љубомората. Клучот е во желбата да се смени старото и над се да се сака постојано во животот.
Тајната на успехот е во човекот, а дури потоа во другите. Старите убедувања треба да бидат само минато. Од нив нема веќе ништо, освен да ги оживеат искуствата што ги донеле на во едно време. Идните мисли не се оформени и не се знае однапред какви тие ќе бидат. Јасно е само едно. Единственото што е под контрола се моменталните мисли и сегашниот начин на размислување. Тука не може да не се спомене и медитација. Мирно место, свесно медитирање, опуштање. Се забораваат сите грижи и тешкоти, освен чувствата поврзани со љубомора. Неколку мига свесно се размислува за карактерот и силата на љубомората, а потоа се помислува дека таа е тука некаде. Ако се запраша дали е ова некој вид на агонија, ќе се свати дека предноста на медитацијата е што не е допушта на љубомората да преокупира како некоја неодредена закана, туку напротив, свесно се концентрира на неа и се гледа очи во очи. Постојат многу духовни и филозофски дела кои овозможуваат чувство на надеж и на утеха. Кога љубомората ќе предизвика длабоко страдање, може да се посвети на читање книга, што ќе го оддалечи вниманието од темните мисли. Ако не се чита, и смеењето е добре дојдено. Да се смеете, значи да му се спротиставите на зверот наречен љубомора, а може би на тој начин и да го убиете. Тоа е старо верување. Смејте се што повеќе и дишете го животот. Се знае дека хуморот се темели врз трагедијата, и ако се успее да се пробие низ темнината, тој има терапевско дејство. А кога се сака, велат, се може. Минатото е минато и тоа не може да се врати и измени. Дури и кога се страда по минатото, тоа ја одредува сегашноста, ги преживува старите искуства наместо да се доживува нешто ново. Така и со љубомората и другите нешта во нашето секојдневие. Затоа следниот чекор е простувањето и ослободувањето од несаканото. Треба да се живее животот во целост и да се надмине желбата за недостижните нешта. Се е во човекот, но верувајте и до човекот.